Битолската периферија во ромската населба Бајр, фрлена на маргините од општеството и градското пулсирање, онака згнечена и на дното од животот, во секој каче и во секој куќаре крие болни и мачни судбини. Денеска после нивниот крик на оче и немоќ, екипата на Алфа влезе во домот на семејството Хасанови. 56 годишната Туркијан со тешка диагноза на полидископатија, непокретна и со многу болки, ни се пожали на својата мака, за која чека помош од државата, оти во сиромаштијата пари им се потребни за еден куп лекови, а камоли да се прехранат. Многу имам болки, ностоп сум со болки. Пијам апчина и гелови ме мачка мажот ми. Нема фајде. Сега, од оваа епидемија, не можеме и на лекари да одиме. Многу тешко. Многу тешко. За мене апчина, за него апчина, повеќе приватно си земаме апчината, кога имаме пари, кога немаме, нема и апчина. Сопругот кој исто така има потреба од туѓа нега, со тешки психички нарушувања поради кои заедницата му ги има одземено 6 деца од првиот брак и се има лекувано во душевната болница во Демирхисар, без терапија не може да ја контролира болеста, а ето судбината сакала товарот на сегашните мачни премрежења да падне врз неговиот грб. Тој потребните барања ги доставил до Центар за социјална работа во Битола, а се уште со гола сиромаштија чекаат парична помош за нега на Туркијан и постојана парична помош дори 13 месеци. Отидем непостојано директно во Центарот за социјални работи, ни велат дека не е до нас, се чека од Скопје. Комисија да ги разгледат тие документи. Живееме од моите пари, ја што ги земам од постојаната парична помош, кој што сум опериран од пластична операција. Сепак ги даваме за лекарствата кои што треба да се платат. Од Центарот за социјална работа велат дека за случајот на Хасанови и за сите други предмети, еден куп се разбира, навреме се испратени во ресорното министерство, каде што надлежната комисија треба да ја утврди релевантноста на наодите од лекарите специјалисти и субспецијалисти. И не само битолчани, на државната комисија чекаат сите немојкни и болни од ваков тип во државата. А нашата хероина Туркија, која судбината од Струмич која донела во Битола, чека и се моли час поскоро бирократските процедури да се завршат, зашто од клиниката за неврохирургија и препорачаат 2 операции на рбетот.